Медијаторот во спорот за името меѓу Македонија и Грција Метју Нимиц со повеќедневна агенда ќе допатува во двете земји во нов обид за приближување на ставовите на двете страни околу проблемот што јужниот сосед го има со нашето уставно име. Од канцеларијата на портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации и официјално потврдија дека на покана на македонската влада Нимиц во Скопје ќе престојува од 1 до 4 јули, а веднаш потоа ќе одговори и на поканата од грчките власти и ќе замине за Атина. Целта на средбите, посочуваат од канцеларијата на портпаролот на Гутереш, ќе биде нов обид за постигнување напредок во разговорите за изнаоѓање заедничко прифатливо решение за прашањето за името со посредство на Обединетите нации. Познавачите што долги години го следат овој спор сметаат дека Нимиц прво доаѓа во Скопје за да даде одредени рамки за можно решение и потоа во Атина да ги пренесе сигналите за тоа што тој смета дека е прифатливо за македонските власти. Некои грчки медиуми пишуваат дека предлогот Вардарска Македонија е прифатлив за официјална Атина. Поранешниот шеф на македонската дипломатија Антонио Милошовски истакнува дека еден од главните аргументи во разговорите за македонската страна е пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 2011 година дека Грција ја прекршила времената спогодба. Предупредува на барањето на Атина промената на името да се одрази и на дефинирањето на македонскиот јазик, идентитет и националност и новото име да се користи во целокупната употреба ерга омнес. Македонија во тој случај, доколку прифати такво нешто, ќе треба да се откаже од 138 земји во светот кои што нашата држава имаат признано под уставното име. И затоа сметам дека Македонија треба да има цврсти ставови по ова прашање и ентузијазмот дека нешто во Атина многу брзо ќе се смени или дека некој многу брзо ќе ги шармира, мислам дека треба да биде заменет со еден реализам дека во Атина имаме една политичка елита која што има национален консензус, тоа што на Република Македонија и не достига 27 години. Ова е прва посета во земјава на посредникот Нимиц по цели 3 години. Неодамна преку едно интервју Нимиц и порача на македонската влада разговорите за името да ги стави високо на агендата. Теренот за неговата посета го подготвија и Скопје и Атина преку средбите што министерот Никола Димитров ги имаше со неговиот грчки колега Коцijas, со претседателот Павлопулос, но и со грчката опозиција. И покрај надежите од македонската страна за влез на земјата во НАТО под референцата поранешна Југословенска република Македонија и паралелно решавање на прашањето за името, грците со консензус по тоа прашање, прво решение, потоа членство.